Продолжуваме со серијалот Македонија земја на Божјата мајка или Светот на Божјата мајка. Овој пат на тема вистини и заблуди околу Троја. Практично продолжение на претходната емисија. Троја е тема која што веќе 3200 години го привлекува вниманието на светската јавност, особено од 1880 година, кога Шлиман ја откри Троја на Малозискиот брег, близу местото Инџирлик. Тоа е град Троја, како што тој го нарече пријамовиот град, градот кој што е опеан во Хомеровата Илијада. Но да видиме дали е навистина така. Јас во тоа не верувам. 30 години веќе се бавам со истражување на древните македонски корени, посебно интерес кај мене привлече Хомеровиот еп Илијада, затоа што таму јас си ги наоѓам своите корени. Зашто ќе видиме понатаму. Едноставно не му верувам на Шлиман, затоа што тој не е археолог, тој е трговец, авантурист, кој што последните години од својот живот ги посвети на изнаоѓањето на Хомеровата Троја. Отогаш навака многу научници ја потврдувале, ја прифаќале или ја оспорувале неговата научна работа, неговиот пронајдок. Меѓу нив позначени се неколку, ќе ги набројам, има повеќе, меѓутоа позначени ги сметам пред се Роберто Салинас Прайс, мексикански истражувач од Америка, кој што 40 години од својот живот посветил на проаѓањето на Троја на Балканот. Тој Троја лоцира на Неретва, негде кај Метковиќ. Таму тој нашол околу 300 топоними од словенската јазична група. По тоа е за нас интересен. Милутин Јашимовиќ е лоцира негде кај Скадар. Љубомир Домазетовиќ негде на тромеѓето Црна Гора, Србија, Босна. Јас нема да шпекулирам каде е точната локација на Троја. Меѓутоа, не можам со сигурност да кажам каде е, но тоа што со сигурност можам да кажам дека не е онаму каде што ја нашол Шлиман. Затоа има мноштво докази. Впрочем, и сите научници кои што истражувале Троја нудат докази дека не е онаму каде што открил Шлиман, но никој досега не ја лоцирал точно. Затоа и ние ќе го премолчиме овој факт, индиции има, меѓутоа за индиции нема да зборуваме, се додека археолошката наука со веродостојни аргументи не го потврди тоа. Прво би сакал да расчистиме едно подметнување што го прави Шлиман, а го прифаќаат и нашиот јужен сусед и нивните пријатели, а тоа е прашањето што е Троја. Шлиман открива град Троја. Тој може би открил град Троја, ама тоа може да биде само еден од 9 градови Троја што ги направива бегалците од Троја. После изгубената војна тие се распрска, се разбегаа на сите страни и каде стапнаа, на кое тло, тие си основаа своји нови населби и според местото од каде што доаѓаат го крстеа Троја. Па имаме негде, по мој сознание, околу 9 Трои на Балканот, Мала Азија и на Пенинскиот полуостров. Тоа може да биде само од оние подоцнежни Трои, не правата. Подметнувањето е во тоа што Троја е држава, а не град. Ако и со едно летимично читање на Илијадата, веднаш паѓа во очи дека најмалку на 30 места во својата Илијада Хомер зборува за тројанската држава и за тројанскиот народ и за неговиот најголем и најубав со тврди зидини град Илион, или Илов град, како што тој го наречува, според неговиот основач Ил, синот на Трос. А градот, велам, ако веќе открил град, ако тој вистинскиот, требал да биде наречен Илион, а ние во Мала Азија немаме град Илион, што го открива Шлиман, него имаме град Троја. Тоа може рековме да биде само едно од подоцнежните. Значи, за да го најдеме Илион, претходно треба да ја лоцираме државата Троја, да видиме каде живееле тројанците. Јас знам, би ја зазборил режијата, Телопеден, го видовме и во претходната емисија.
Тројанската лоза. Што ќе забележиме? Основач на таа тројанска лоза, децидно запишал Хомер во своето 20 пеење, е Дардан. А Аполодор уште и го надополнува дека од сам се префрлил на копното од спротива, сам е во Егејското море, значи копно од спротива, може да биде и Малозискиот брег, бидејќи во негова близина е, но тој се префрлил на Балканот, таму основа држава и по себе ја нарекува Дарданија. Во време на неговиот внук Трос, таа земја се нарекува Троја, тој пак имал син Ил, во чие време земјата се нарекува Илирија. Што забележуваме? Еден народ во различни периоди по 3 имиња. Го објасниве тоа во претходната емисија, нема да одземаме повеќе време за тоа. Стотици сведоштви има за начинот на именувањето на државите на кралствата. Сите овие, значи Дарданија е на Балканот. Дарданија имаме и тоа е Мала Дарданија, и во Мала Азија имаме и град Дардан таму, тоа не е спорно. Троја имаме овде, имаме Тројада таму, и тоа не е спорно. Меѓутоа, Илирија немаме на Малазискиот брег. Значи, Ил живеел на Балканот, тука е основал својата држава, како потомок на Трос, тука го основал најголемиот и најубавиот град на тројанците, Илион. И тука треба да се бара вистинскиот град кој го пишува Хомер во својата Илијада. Би сакал да се послушам со една древна карта од збирката на Илија Петрушевски. Би замлил режијата едно зумирање. Добро на внимание гледачите на делот од Балканскиот полуостров на влезот во Коринскиот залив, кој што практично го дели Пелопонес, односно Балканот од Пелопонес или Пелопонес од Балканот. Тој теснец е наречен Дарданели. На неколку карти го најдов овој топоним. Го имаме и во Мала Азија, познатиот Дарданели, тој сите го знаеме, но овој некако се премолчува. Или не е забележен можеби до сега. Кој има на повеќе карти. Топонимот Дарданели можеле да го дадат само дарданците и никој друг. Значи Дарданија тука на Балканот, ако е Дарданија, тука е и Троја, тука е и Илирија, тука е и Бригија, бидејќи Еврипид ги поистоветува дарданците, тројанците, илирите, бригите и така натака. Од други автори ќе видиме и дека се и македонците во сродство со нив. Имаме уште едно подметнување. А тоа е, велам, местото каде е. Или ќе го повторам, тоа е местото, локацијата на Троја. Шлиман лоцира во Мала Азија. Меѓутоа, дали може да биде таму? Сами ќе заклучат гледачите, ако прикажеме карта на Балканскиот полуостров на кој се даден распоредот на војските во Тројанската војна. Нив Хомер ги дава во второто пеење од 485 стих до 877. Секој може тоа да го провери. 27, односно на едната страна, на оние што ја напаѓаат Троја, практично ахајците со своите сојузници. Хомер ги меша градови, области, острови, а на страната на тројанците со нивните сојузници негде 16 се градови, области и така натаму. Забележувате дека сите оние што ја напаѓаат Троја, значи ахајците со своите сојузници, се на југот од Балканскиот полуостров, на најјужниот дел, и островите во Средоземното море, како што се Крит, Сам, Род и така натака, од југот на Пелопонес, Микена, Спарта, Атина, да не ги набројувам сите, а оние пак што ја бранат Троја, сојузниците на тројанците, на картата ги гледаме на централниот и северниот дел од Балканскиот полуостров. Таму треба да ја бараме Троја. Односно, таму треба да го бараме градот Илион, кој го опејува Хомер во својата
таму кај што живеат. Сигурно не земеле да го преселат на друг континент заради еколошки причини, па таму да ја водат војната. Го бранеле градот таму кај што се, таму кај што живееле. Тоа е во земјата на тројанците, дарданците или лирите или бригите, како сакате. Интересно е да спомнеме една личност. Хомер ги спомнува и водачите на војските кои што ја брана Троја. Таму се спомнати многу македонски племиња. Пејонците се тука пред се, дарданците. Водач на дарданците во оваа војна е Енеја. Енеја е голема личност, познат во светската историја. За него Виргилија, најголемиот римски поет, го пее епот Енеида, кој децидно наведува кој е тој, од каде дошол, од Македонија, се населил во централниот дел на денешна Италија и се смета за основач на градот Рим. Поточно потомците на Енеја подоцна ќе го основаат градот Рим. По синот на Енеја Јул, целата династија, односно по потомокот на Енеја Јул, целата династија ќе се нарече Јулиевци. Таа е позната царска династија во Рим. За Енеја, односно за другиот негов колега, односно соборец од Тројанската војна, Антенор, пишува и Тит Ливи во своето дело од основањето на градот Рим, кој децидно запишал дека и тој дошол од Македонија, се истоварил на северниот дел од Јадранското море, место до каде што истовариле го нарекол Троја, а најубавиот град што го изградиле Венетија, бидејќи тие биле Венети. А Венетите видовме се првите словени, значи предците на словените од 6 век применувани во Словени. И тоа го објаснив на претходните емисии. Има еден друг момент кој што ни укажува на фактот дека Троја не може да биде на Малазискиот брег, туку исклучиво на Балканот. Зашто се работи? Во својата Илијада Хомер голем простор посветува на логорот на бродовите на ахајците и нивните сојузници. Тие со бродови доаѓаат во близина на зидините на Илион, ги укотвуваат, тука прават привремен логор, привремена тврдина од големи дрвени колци, греди, да го заштитат заливот каде се тие укотвени, за да не им биде пресечена од стапницата, во случај некој да дојде да им ги запали, да им ја пресече од стапницата. Голем простор посветува во објаснувањето на овој момент. Меѓутоа, нигде не гледаме дека има логор на сојузниците на тројанците. Ако Троја или Илион се наоѓа во Мала Азија, тогаш морале сојузниците на Троја, пеонците, тракијците, ликијците, карците, кои сите се наоѓаат на Балканот, морале пеш преку море да дојдат до Илион, односно до Троја. Тоа не е возможно. Значи, тука треба да ја бараме, на овие простори, балкански наши. Има еден дециден запис во Хомеровата Илијада, во 20-то пеење, 178 и 179 стих, јас ќе го цитирам, кога пред двобеот Ахил му се обраќа на Енеја. Зошто Енеја ти овде си застанал, толкав врвејки пат? Доволен овој детаљ да се разбере дека Енеја дошол пеш пред тврдините на Илион, во помош на своите роднини, на своите сограѓани, жителите на Илион, да им помогне во одбраната. Друг доказ дека не може да биде Троја во Мала Азија е записите од Илијадата, кои што многу добро ги обработува Роберто Салинас Прајс, реков мексикански научник кој што 40 години посветил на истражувањата на Троја. Тој направил повеќе истражувања, дава огромен број на докази дека локацијата на Троја не може да биде во Мала Азија. Јас ќе одберам само еден, а тоа е изгревањето на сонцето. Според записите во Илијадата, боговите кога седеле над Илион, го наблюдувале излегувањето на сонцето од морето. Сите знаеме дека сонцето изгрева од исток. Меѓутоа, ако знаете локацијата на Троја, секој знае дека морето е на запад. На исток морето од Инџелик не се гледа.
сонцето нити изгревало, нити ги изгрева од запад. Спрема тоа, ни Троја не можела да биде онаму каде што Шлиман ја лоцира. Друг еден детал кој ни открива местото и локацијата на Троја. Тоа се 8 реки кои што ги спомнува Хомер во својата Илијада. Полноводни реки околу кои се водат големи борби, во кои што има голем број на загинати. Дори децидно наведува дека поцрвенети биле реките од крв од загинатите борци. 8 реки во Мала Азија околу Инџирлик и околу наводната Троја што е открил Шлиман нема. Има една рекичка која можам да кажам дури летно време и би можела да пресуши. Нема 8 полноводни реки. Такво нешто може да има само на Балканот. Имаме два слива, Јадранскиот и Егејскиот, каде што би можеле да има на таква река со 8 притоки или 8 реки кои што се влеваат во Јадранското море, исто како што имаме реки кои што се влеваат во Егејското море, богати со јагули, затоа што Хомер децидно ги набројува реките богати со јагули. Значи тука треба ги да бареме, или во Егејскиот и во Јадранскиот. Ние овде имаме мочуришта што ги спомнува Хомер, има на Јадранскиот слив, неспорно. И овде имаме по планината Нидже, која што ако се обработи етимолошки, многу близко може да се најде Нидие, Идие, Ида. Планината Мицка на која што се водат борбите околу градот Илион. Меѓутоа тоа се сите спекулации, ќе оставиме на археолозите во идно време да најдат и да лоцираат. Тоа може да биде само овде на Балканот. Ние овде ја имаме и реката, односно сме ја имале реката Ксант. Или поточно да кажам, таа можела да биде само овде, само во Македонија. Зашто велам Ксант? Ксант е првиот месец во македонскиот календар. Тоа е општо познато во научната јавност. Ксантика е месец пролетен празник, празник на пролетта. Ксантија е македонска принцеза, во која се влюбил кралот Македон. Меѓутоа злобниците, сакајќи да расипа таа нивна љубов, ја претвориле во цвет и на тој начин го судиле Македон да талка од цвет на цвет, да бара својата сакана. Тоа е легенда останата кај македонците до ден денес. Зашто велам до ден денес? За жал, образовниот систем дозволи да се забори еден многу стар обичај, кој што ние повозрастните жители на Македонија го знаеме. Јас во својата младост, во своето детство, не памтам ученик, дете, кој во месец март не носеше мартинки, извезени во црвена и бела боја. Исто онака како што древните македонци го правеле, во чест на својот бог Македон, по дрвцата, по облеката, закачувале црвено-бели нички, за да го означат да му помогнат да се најде својата сакана. Еве што значи преданијата од колено на колено. Обичај сочуван до 20-тиот, до 21-виот век. Не би требало овој обичај да дозволиме да се заборави. Тврдината која што најде Шлиман во Мала Азија е многу мала и несоодветна на описите од Хомеровата Илијада, во која што Хомер децидно зборува за голем град со големи и тврди зидини. Тоа е тврдинче негде на пола хектор, што би одговорало на некој локално градче, а не најголемиот и најубавиот град на тројанците, дарданците или илирите. Реков, Илион би можел да биде и во земјата на Бригите, бидејќи еден период истата таа земја се нарекувала и Бригија. Бригите се најстарото македонско племе според Херодот. Подетални описи за Бригија и врската на Бригите со тројанците, дарданците и илирите имаме во трагедиите на Еврипид, како што се, например, Елена, Тројанки, Бакхи, Ифигенија во Авлида, Ифигенија во Таврида и така натака. Во нив децидно Еврипид ги изедначува тројанците, дарданците, илирите и Бригите, па така еднаш за Парис, тројанскиот принц, синот на тројанскиот крал Пријам, ќе каже дека е Бригиец, друг пат ќе каже дека е Дарданец, дека е Тројанец и така натака. Тој дава знак на равенство помеѓу дарданци, тројанци, бригици и така натаму. Многу интересен
Прекарот на тројанскиот принц Парис, или Хомер како што го нарекува Александар. Александар е неговиот прекар. Дојдов до приказната кај Аполодор, древен автор од вториот век пред Христа, која што раскажува овој мит. Тој кажува како го добил прекарот. Многу интересно, разбирливо само на нашиот денешен македонски јазик. Пријам кога разбрал од пророштвата дека неговиот престол ќе му го преземе некој од неговите синови, кога му се родил Парис, тој ги дал на своите слуги да го однесат во планината според народната да го изедат зверовите. Меѓутоа, токму по народната приказна, мечката го доела 5 дена, пошто го нашле овчарите, го прибрале, го одгледале и кој ќе одрасне како возрастен човек, маж, пријам ќе си го препознае по некои белези и ќе го прибере повторно на својот двор. И Аполодор децидно вели, според настанот, според случајот, според митот, тој е наречен Александар. Ако го разложиме зборот Александар, што ќе дојмеме? Ал, син и дар. Сосем разбирливи на нашиот денешен македонски. Ал е свет, син и ден денеска е син, дар и ден денеска е дар. Што би тоа значило? Светиот син дар или дар на светиот син, на Божиот син. Како ние денес го нарекуваме Исуса? Божиот син. Според ова што го гледаме, и древните македонци својот Бог нарекува син Божи. Децидни записи имаме не само кај Хомера во Илијадата, него и кај други древни автори. Кажа што секогаш Дзе, нашиот Бог кој грците го нарекува Зевс, го нарекувале син на Крон, или Кронов син, или Кронов сине. Истата терминологија што денес имаме ние. Значи, древната македонска митологија делумно преточена во христијанство. Но да видиме каде е Бригија. Ако можеме по Бригија да лоцираме и Тројанската земја, градот Илион, се разбира и Тројанската битка. Пред ме еден историски атлас, мислам дека е во издание на Институтот за национална историја. Ќе погледаме една древна мапа на која е прикажано освојувањето на Александар, да видиме каде е Троја, а каде е Фригија. Зашто ова го велам? Или Бригија? Рековме дека сите народи кои што живеат на Балканот, дел се имат оцелено во Мала Азија и таму екзистираат. Па така бригите од Македонија, како што запишал Херодот, дел значи од тие бриги, преминале во Мала Азија, Азискиот брег, и таму се нарекле Фриги. Дали се нарекле Фриги или така доаѓа од записите, преписите, поради фонетиката на оние што го тоа, и јазикот и писмото на оние што тоа го запишале, е прашање. Да видиме која е таа бригја за која што во која што би можел да биде градот Илион. Бригија го опфаќа централниот дел на Македонија. Во Мала Азија гледаме дека таа е југоисточно од Троја. Еве Троја. Југоисточно доаѓа негде 400-500 километри оддалечено. Што значи не е возможно да Илион е во ова Бригија или Фригија, него само во македонската, во делот од Македонија. Па видовме во претходната емисија дека древниот автор Елијан децидно запишал Илијадата е напишана на бригиски јазик. Значи тоа е бригиски еп. Приказната ја напишаа бригите. Бригите од Македонија, не оние од Азија, бидејќи тие се близу 500 км оддалечени од Шлимановата Троја. Како поинаку да одредиме локацијата на Тројанската држава, а со тоа и на градот Илион? Можеме и преку градовите Енеја или Ајнеја. Видовме, Енеја е водачот на дарданците во Тројанската војна, неговото име го носат два града во Македонија. Едниот е во близината на Солун, децидни записи за тоа наоѓаме кај Херодот, книга 7, глава 123, каде што тој децидно запишал дека градот Енеја е во близината на Термајскиот залив, значи во близината на Солун.
А вториот град, според нашите археолози, е денешно Тетово. Разбирливо дека Тетово припаѓа на областа Дарданија или државата Дарданија. Не рековме од дарданците кои што биле венети. Децидни записи цитиравме во прошлата емисија. Јас ќе цитирам уште еден сега, учен човек, Тадеј Волански, кој уште 1854 година, коментирајќи една надгробна плоча, која е најдена во градот Креченте во Италија 1846 година. Значи, таа надгробна плоча е откриена 1846 година во Креченте, Италија. Тоа е надгробната плоча во спомен на Енеја, кој што, нели рековме, после Тројанската војна од Македонија заминува на Апенинскиот полуостров, таму се оформил своја населба и чии потомци подоцна ќе го основаат градот Рим. Надгробната плоча, како што вели Тадеј Волански, е напишана на етруски јазик, со етруски букви на словенски јазик. Внимавајте, 1854 Тадеј Волански запишал еден етруски запис со етруски слова на словенски јазик. Потврда за она што древните автори го пишуваат за етногенезата на дарданците и илирите. Децидно сведочење за венецката етногенеза на илирите, а тоа штом се илирите, тоа значи се и тројанците и дарданците, видовме тоа се од едно етничко потекло, од едно генетско потекло. Имаме и кај Херодот во пета книга 13 глава. Односно, извините, прва книга 196 глава, кај што илирите ги нарекува венети. Децидно Херодот запишал во книга прва 196 глава. Венети. Подоцна во 6 век преминувано видовме во Словенија. А во петата глава, во петата книга, глава 13, децидно запишал дека пајонците се исто така тројанци. Значи, исти род со дарданците, со илирите и со останатите жители на Балканот. Различни именувани во различни периоди, зависно од тоа кој кралувал. И уште еден дециден цитат од античкиот автор Поливиј би запишал дека илирите, односно јазикот на илирите е македонски дијалект, по исто време и тракиски јазик. Значи, гледаме дека се работи за еден народ од едно етничко потокло, пеласти или беласти, од генот на венетите во 6 век преименувани во Словенија. Сметам дека од овие искажувања точно можеме приближно, не можеме децидно, не кога ќе археологијата ќе го потврди, се надеваме во иднина, локацијата треба да биде во централниот дел на Балканскиот полуостров, тамо каде што се судрија спротивставените страни во Тројанската војна. Нешто за учесниците и за нивната етногенеза можеме да откриеме и преку археолошките артефакти, кои денес се наоѓаат по ширу музеите по светот. Во измината емисија дадовме доста од нив, ќе презентираме и во оваа емисија. Да видиме кои се тие луѓе кои ги оставија овие епови, бидејќи херојското доба, тоа е времето од Тројанската војна, е доста обработувано и во книжевноста и во уметноста. Го гледаме Одисеј на една црвено фигурална купа, како го предава оружјето на Ахила на неговиот син Неоптолем. Одисеј го држи оружјето на Ахил после неговата смрт, што забележуваме? На оклопот, на предметот од градите Македонското сонце. И во изминатата емисија видовме една вазна која се наоѓа во Рим, на која што беше Ахил со Македонското сонце на двете страни од градите. Овде го гледаме во средината на оклопот. Го гледаме штитот на кој се на две места е Македонското сонце. Сонцето од Кутлеше. Кутлеше, подоцна грците ќе го применуваат во 20 век во Вергина, за да ги прикријат трагите. Зашто? Па Кутлеше местото каде што е тие пронајдоа гробницата на Филип. Сите ние знаеме дека Филип бил куц на едната нога, куцал со едната нога. Па еве од каде доаѓа името на Кутлеш. Местото каде што закопан кралот со куца нога. Куцлеш, не Кутлеш, како некој сака да го прикажат. Значи, ја гледаме
Ова црвена фигурална купа 490 година пред наша ера денеска се наоѓа во Виена, уметничко-историски музеј. Преземена е од книгата на Царевич и Цермановиќ. Но ова вазна го гледаме Херакле и змиите 480 година пред нашата ера се наоѓа во Лувр. Исто така преземено од книгата на Софија Сули, објавена во Атина, наречена Грчка митологија. Што забележуваме? На креветот, тоа е времето кога веднаш после раѓањето Херакле се претвара во силен маш и ги убива змиите. На самиот кревет го гледаме од десната страна македонското сонце. Ова е многу интересна слика од древниот уметник Амазис. На неја е прикажан Ахил, преземено од книгата на еден српски автор кој пишуваше за локацијата на Троја во Јачимовиќ се вика, Милутин Јачимовиќ. Книгата е Српска стара престолнина Скадар. На неја што забележуваме? На опремата од Ахила го гледаме крстот со четирите огнила и четирите букви С, како што велат денес србите, и тоа е денешниот српски грб. Значи крстот со четирите огнила. Ова е еден од најстарите македонски символи. Зборувам за крстот. Во една од претходните емисии тоа го објаснив. Крстот го символизира првиот и првата. Првата е Божјата мајка, таа го роди небото Уран, се вкрсти со него, следното вкрстување сета жива и мртва природа. На шлемот е интересно, Ахил ја има козата, еден од исто така најстарите древни македонски символи. И за тоа објаснивме во претходните емисии. Или Хели, како што нарекуваат грците, 435 година пред нашата ера, грчка митологија од Софија Сули. Го гледаме како се вознесува на небото, под него со сонцето над главата, разжорелот на сонцето, а под него ги гледаме децата, гласниците. Исти мотиви како во денешната христијанска религија. Гласниците се ангелите. Следната вазна ја гледаме, го гледаме јасно со златното руно. 350-340 година пред нашата ера се наоѓа во Лувр. Исто преземено од грчката митологија од Софија Сули. И таму ги гледаме соларните символи, сонцето или розетната, на целиот дел околу вазната, на долниот дел. Ево уште една интересна слика. На неја да представена Атина како ги надгледува подготовките на аргонеутите. Што забележуваме на неја? Во левиот агол, македонското сонце. Ова е мотив неколку генерации пред Тројанската војна. Значи, најмалку 500-600 години пред доаѓањето на грците на Балканот. И ова зборува за тоа кој ги оставил овие митови. Тоа се е пелазгиско-венецко културно наследство. На следната, ја имаме Геа, Поседон и Полиботеј. Полиботеј е еден од гигантите, еден првите потомци на Божјата мајка. На Геа, Реа, некој како што подоцна нарекуваат, на Ма. На градите на Полиботеј гигантот го гледаме македонското сонце. Преземена од книгата на Ристо Поповски митологија на македонците. Иначе се наоѓа во Берлинскиот музеј. Ево уште една вазна од книгата на Ристо Поповски, на кој исто така го гледаме македонското сонце. На неја е представен Одисеј како го ослепува Полифем. Следната, од Минхенскиот музеј, црвена фигурална купа 460 година пред наша ера, го гледаме Ахил како убива кралицата на амазонките. Еден од учесниците на десната рама го гледаме исто така македонското сонце. Од Кутлеш или од Куцлеш. Еве го пријам со Елена. Исто од книгата Митологија на македонците од Ристо Поповски, страна 148, го гледаме пријам на неговиот престол македонското сонце, за жал малку слабо се познава, а над неговата глава е штитот на кој се гледа лавот. Лавот е земното сонце, кој древните македонци го нарекувале Арслан. Велат бил турцизам, турски збор. И тоа различате го зборот Арслан, што ќе видите, Ар и Слан.
земја и сонце. Лавот е земното сонце, затоа е грбот на Македонија. Следната е Херакле губива вепарот. Што забележуваме? Штитот во десниот агол македонското сонце. Исто преземено од книгата Митологија на македонците за Истор Поповски, страна 110. Се наоѓа денес во Лувр, иначе потекнува од 6 век пред нашата ера. Го гледаме двобојот на Ахил и Мемнон. Мемнон е тројански јунак, Ахил, знаеме, најголемиот јунак на ахајците. Мемнон го држи во рацете македонското сонце. И ова се наоѓа во римските музеи. Што забележуваме? И оние што ја напаѓаат Троја, и оние што ја бранат, ги држат истите символи. Тоа е еден народ, тоа е една митологија, пелазгиско-венецка. Што значи, што ќе забележиме? Нераскинлива врска на Хомеровите епови и Македонија. Ета е врската што ја загатнаме во претходната емисија. Слободно можеме да кажеме дека ние во македонците во Илијадата можеме да си ги најдеме своите корени. За жал, Илијадата денеска не можеме да најдеме по книжарниците, по образовниот систем е вклучена, но само во скратени изданија, не целосно. Сметам дека во иднина тоа треба поинаку да се направи, да таа биде достапна на сите, да се отпечати секој македонец да има во образовниот систем, да се воведе во интегралниот текст, да секој може да си ги најде своите корени таму. Што друго забележуваме во Илијадата? Никде во неа нема грци. Во Илијадата ги нема, ама затоа во фуснотите и објасненијата колку сакате. Во објасненијата и фуснотите наоѓаме нова Илијада, препеане со нови актери. Во неа се вклучени грците. Не ги вклучи Хомер, ама затоа нашите преведувачи ги вклучија. Нашите соседи ги присвоија древните македонци, ги присвоија венетите, ги присвоија дарданците, меѓутоа никако не можат да прифатат постоење на Словени. Нека ми простат и тие, но и белосветскиве посредници, но 5 минути до 12 ние да си ги презентираме своите древни корени за да престанат да не присвојуваат. 5 до 12 да им кажеме на сите дека ние знаеме кои сме, дека знаеме кај ни се нашите корени, дека знаеме проблемот не е името, проблемот е јазикот македонски, кој што гледаме, а уште подобро ќе го видиме во наредните емисии, кој ќе зборуваме за живите сведоци и за јазикот на античките македонци. Проблем е јазикот, кој во себе го содржи кодот, кој го дешифрира минатото. Се што е запишано во древноста, разбирливо е на овој наш денешен македонски јазик. Тоа е што им смета на нашите соседи, на некои меѓутоа и на некои многу помоќни нивни сојузници. По тоа, повеќе во некои од наредните емисии, за сега толку, ви благодарам, во наредните емисии ќе збориме за писменоста кај македонците. Ќе покажеме дека древните македонци биле писмен народ. Не од 9 век, него многу порано.